Почитувани, бојкотот, деструкцијата и делувањето спротивно на интересите на граѓаните, што криминалната ВМРО ДПМН го спроведува во Советот на општина Прилеп, се потврда за безидејноста и очајот во кој што се длабоко заглавени. Советниците на ВМРО ДПМН не учествуваат во работата на Советот на општина Прилеп, а бесрамно го земаат советничкиот хонорар од околу 15.000 денари. Исто и како пратениците од нивната партија, на советниците од ВМРО ДПМН воопшто не им се важни интересите и потребите на граѓаните што ги представуваат, туку единствено се грижат за сопствените џебови. Побегна од седницата на Совет, кога се обезбедуваше објект за стотина деца од Прилеп кои боледуваат од церебрална парализа. Не гласа и немаа слух за потребите на овие деца и нивните намачени родители. Побегна и вчера, кога Советот на општина Прилеп донесе одлука за воведување бесплатен градски превоз за пензионерите. Не ги почитуваат ниту пензионерите, ниту нивните потреби. Меѓутоа, пред да побегнат од седниците, советниците од ВМРО ДПМН редовно се подпишуваат за подигнување на месечниот паушал. Ете тоа е лицемерието и лажната грижа на ВМРО ДПМН за своите сограѓани. Наместо да работи за граѓаните, ВМРО ДПМН сее популизам, омраза и поделби. И покрај ваквата деструктивност на ВМРО ДПМН, владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Советот на општина Прилеп и градоначалникот Илија Јовановски ќе продолжат со засилено темпо да работат на исполнување на ветените мерки и проекти. Веќе се обезбедени средства за приклучување струја за граѓаните од населбата Три Багрем. Обезбеден е објект и средства за опремување на дневен центар за деца со церебрална парализа. Во постапка е процедурата за обезбедување средства за проширување и подобрување на капацитетите за сместување деца во градинките и промена на дограмата во Старскиот дом. Асфалтирани се неколку улици, а се подготвува теренот и за многу други, што ќе се асфалтираат и тампонираат во идниот период. Граѓаните ја гледаат разликата помеѓу домаќинското работење на СДСМ и децениското, коруптивно и криминално владење на ВМРО ДПМН, за што се поднесени повеќе кривични пријави. Ви благодарам.